Елена Ристовска или Алекс Ристовски? Алекс. Кога почувствува дека си тој, а не таа? Пред неколку години истражував на интернет, не знам како дојдов до тој поим, кога изгледав и неколку видеа и потоа да ми се навраќаат спомени да го анализирам моето однесување претходно во моето детство, во раната адолесценција, каде што нели во оние детски игри кога одбираме дали ќе бидеме мајката, таткото, братот, сестрата, секогаш ги одбирав машките улоги, пошто играв исто и многу кошарка, секогаш се замислував како да сум машки кошаркар, мислам тие едни мали детали кои што ствари многу зборуваат. И тогаш сватив дека сум тоа што сум. Како те прифати семејството и околината? Како ја прифатија твојата одлука да бидеш тој наместо таа? Имаат луѓето тенденција да навлегуваат малку подлабоко во интимата, им знаат да биде многу непријатно, или да ми кажуваат ама ти и си феминизирана и имаш нели гради, имаш, знаеш, навлегуваат во тоа кој што мене не ми е комодно да го слушам и беше потребно многу време да им укажам дека тоа не е во ред да ми го кажуваат и не ми беше сеедно во тој период. На некои пострашни отфрлања немам идено, затоа што веројатно идев и предпазливо, на кој мислам дека е поотворен, дека ќе ме прифати да му кажам, за да не се изложам јас на отфрлање, на осуда, на било каков напад или слично. Додека растеш, со какви проблеми се соочуваш? И ден денес се случува да ми смеваат, не како претходно, можеби затоа што многу поретко поминувам таму, но се случува и ден денес да не се сигурни дали се машко или женско и да почнуваат со некакви дофрлувања, досетки, исмевања и најнеубаво ми било кога сум се уште некој и кога почна да ме подсмеваат и тогаш ми бил најголем срамот кога уште некој треба да слушне, затоа што најверојатно во на тие 5-16 години им верував дека се во права, дека мене нели нешто ме фали, дека нешто не е во ред со мене. Са не е случај така, меѓутоа тогаш и тогаш ми било најтешко, без разлика на која досетка или зафрканци или било што, најнеубаво ми било кога има луша некој со мене и најтешко. Каков е притисокот сега откако во јавноста излезе и раскаже за тоа како ти се чувствуваш? Па често пати, особено повозрастните, се обидуваат да ме убедат дека не сум ја тоа што мислам дека сум, дека можеби ми е испран мозокот, нели да не летам во облази, да се вратам во некаква си нормала. Често наидувам на и сега откако се аутирав како транс, наидувам на се повеќе надворешен притисок. Можеби не е голем во однос на тоа што следува, не знам што следува, меѓутоа луѓето, како што напоменав претходно, сакаат да дебатираат, да анализираат, да пробуваат да ми извадат на правиот пат, нели да го живеам она што они го зацртале дека е нормално за едно девојче да живее, нели. Дали до сега си бил дискриминиран за одредени ситуации во животот? Па вака индиректно да, меѓутоа директно се уште немам осетено. Или можеби не го препознавам или не се сеќавам на. А како индиректно? Па вака како на барање на работа, најчесто кога барам работата. Имам и добивано коментари, зашто имаш кратка коса, ајде сега те правиме женско, баш имав пред година дена такви искуства, каде што ајде ќе те правиме женско, да те дотераме, да те нашминкаме, да те не знам што. И тоа е многу. Тој муабет не е на место, па на било кој да му се каже. Секој си има свој стил, начин на однесување и никој нема право некој некога да го коригира како се однесува, како се облекува и како зборува и така. Имав избегнувачки однос да не одам до лекар, да не одам вама, ајде ќе отидам друг пат и најверојатно мислам дека заради тоа затоа што од сите тие искуства што ми се имаат насобрано од адолесценција до пред некоја година ми создале тако како да го кажам, избегнувачко однесување, да не се соочувам со работи кои што би ми правеле да се почувствувам засрамено, заплашено, понижено. Не одиш на лекар? Па немам со години отидам на лекар.